Гордана, да. Повелете. Последно. Да. Почитувани присутни, почитуван заменик народен правобранител, денес го разгледуваме годишниот извештај за степенот на обезбедувањето, почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права за 2019 година. И морам да констатирам дека овој извештај е доставен до собранието на 6.4.2020 година. И нема да се согласам со колешката претходно дека имало објективни причини за неразгледување до денес на овој извештај, бидејќи објективни причини не може да бидат 6 месеци подоцна вака битен извештај да се разгледува во законодавниот дом, доколку се има во предвид дека овој извештај е всушност за сите нарушени права, човекови права, на граѓаните на Република Македонија кои што се случуваат секојдневно. Задоцната правда е неправда, а вие тоа добро го знаете. И ако се земе во предвид фактот дека народниот правобранител, за жал, морам да констатирам, од страна на ова собрание е ставено во форма на формалност, ќе се запрашаме до кога треба да чекаме за функцијата на народниот правобранител да биде ефективно. До кога треба да чекаме да почнат да се почитуваат основните членови од Законот за народен правобранител и постапувањето како на ова собрание, така и на владата на Република Македонија по насоките од страна на народниот правобранител. За жал, вие овде давате многу констатации, кои што констатираат секојдневно кршење на основните човекови права на граѓаните во Република Македонија. Давате препораки, а ние треба заедно да предлагаме мерки и владата истите треба да ги спроведе. Согласно согласно Законот за народен правобранител, при разгледувањето на седницата на собранието на овој извештај потребно е да бидат присутни членови на владата на Република Македонија, кои за жал јас денес овде не ги гледам. Колку е битен овој извештај, сваќаме по односот кој што собранието го има спрема и овој извештај, како и спрема членовите на владата кои согласно законот потребно е да бидат присутни тука. Да, вие сте тука, вие имате напишано во овој извештај се. Имате напишано колку се кршат човековите права во Република Македонија, меѓутоа нема кој да ве слушне. И замислете, овој извештај е од 3 месец 2020 година. За овој месец чекаме ние цела година за да го разгледаме и да донесеме мерки по него. Кога се е задоцнато, кога ние требало веќе ефектите да ги гледаме од овој извештај, за кој што веќе требало да преземеме одредени законски измени. Значи, едноставно, односот кој што законодавната и извршната власт во овој случај, па и судската власт, го имаат спрема народниот правобранител е неоправдан. Зошто? Заради тоа што оваа значајна функција пред се за граѓаните на Република Македонија се става во подредена состојба. Собранието на Република Македонија по разгледување на извештајот на овој член на овој извештај утврдува мерки, затоа го кажав тоа претходно, за спроведување на препораките и истиот ги доставува до владата на надлежно постапување. И внимавајте, владата на Република Македонија на секои 6 месеци го информира собранието на Република Македонија за спроведување на препораките од страна кои што ќе се донесат во врска со овој извештај. За жал, јас сум веќе 6 месеци пратеник во собранието на Република Македонија и немам видено дека некогаш владата информирала за спроведување на било какви препораки кои се разбера треба да се
преточат, може би и во законски измени, а тоа зависи од нас, од сите нас. Што значи, она првична моја констатација во врска со овој извештај е дека треба заедно да се потрудиме, а се разбира дека тоа може би треба да произлезе најмногу од вас, од Канцеларијата на Народниот правобранител, како Народниот правобранител да не биде формалност. Затоа што слушаме тука, некои колеги констатираат, ајде побрзо да завршиме. Затоа што многу долго зборуваме во врска со извештајот. Па сите имаме интерес да кажеме нешто, затоа што нас не гласале граѓаните на Република Македонија. И овој извештај воопшто не е формалност и не треба да го гледаме како формалност. Туку треба да видиме каде грешиме, зошто го разгледуваме толку месеци подоцна и како ќе направиме заедно измени за ова да не продолжи да биде така. Се надевам дека со извештајот кој што ќе го разгледаме во месец март, кога ќе пристигне за 2020 година, заедно ќе инсистираме да бидат присутни сите членови на владата на Република Македонија овде и да видиме заедно од вашиот извештај кои се членовите на владата кои што не постапиле по вашите препораки, но исто така има и одредени институции кои што мислам дека исто така формално ги гледале вашите препораки и не постапиле по кршењето на основните човекови права. Во врска со вашиот извештај, ќе речам дека можеби е еден од најелаборираните извештаи кои што ги имам видено. Да, елаборирате многу работи, кажувате дека имате полни раце работа и можеби ќе се повторам со колешката Благица, која што рече дека можеби малку повеќе самоиницијативност, затоа што верувајте, јас мислам дека оние кои што има една категорија на граѓани на кои што исто така имаат нарушени основни човекови права, меѓутоа дали под страф и под притисок одреден, не се во состојба да поднесат представки. Меѓутоа да, имаме многу, особено во работните односи, каде што секојдневно имаме притисоци врз одредени луѓе, читаме и по портали, и по медиуми, како се прават одредени притисоци врз вработени во институции, да подпишуваат одредени извештаи, да прават одредени анализи, да се подпишуваат на одредени документи за кои што тие не се согласуваат дека се така, меѓутоа под притисок морат да го направат тоа за да го зачуваат своето работно место. Во врска со овој извештај, значи, најпрвен би се осврнала на констатациите и препораките за социјалната заштита. И еве, можеби, не знам што точно, бидејќи не можам веќе, поради тоа што има поминато доста време од 2019 година и можеби не можеме конкретно да се подсетиме на сите случувања, особено во социјалата, во врска со кршењето на основните човекови права, меѓутоа да, ќе се согласам, можеби, освен во правосудниот систем, во социјалата имаме најмногу кршење на основните човекови права. И сега јас би сакала да ви поставам едно прашање, бидејќи сметам дека Народниот правобранител треба да ги заштитува основните човекови права и кога станува збор за закони. Имавме случаи на 4 сета на мерки во изминатата година, кои што, еве сега ќе бидат во извештајот за 2020 година, каде што видовме дека одредени социјални категории не се воопшто опфатени со ниту еден сет на мерки. Ова е одредена дискриминација и ако се разгледа од аспект на некој кој што очекува помош, особено во социјалата, ќе видиме дека и самата влада при предлагањето на одредени сетови на мерки всушност ги врши овие кршења на основни човекови права преку одредена дискриминација
на одредени категории на лица. Еве, например, ќе ви посочам дека во ниту еден сет на мерки не беа опфатени лицата со посебни потреби. И затоа сега има дополнување, бидејќи имаше повеќе од 70.000 приговори на последниот четвртиот сет на мерки, би ви препорачала, еве, како од страна на институција која што треба да разгледува во овој извештај за 2020 година, точно да ги нотирате овие забелешки и да видите кој погрешил, за тоа што конечно во Република Македонија треба да се сноси и одредена одговорност за одредени постапувања. Без разлика од каде потекнуваат. Без разлика од каде потекнуваат. 70.000 приговори на граѓани кои што не ја добиле помошта од четвртиот сет на мерки. И да, сега имаме ново дополнување на овој закон, каде што исто така ќе можеби поднесеме и амандмани за одредени измени и да ја исправиме оваа грешка со која што во сите 4 пакети на мерки лицата со посебни потреби, односно инвалидизирани лица и лица со посебни потреби не добија никаква помош. Исто така во врска со помошта кога станува збор во време на корона изборите кои што се одвиваа во Република Македонија, дали мислите дека можеби се вршеше одредена дискриминација и злоупотреба на овие социјални категории на граѓани, кога им беше делена некаква помош по партиски списоци? Имаше пријави од наша страна до институциите, до обвинителството, меѓутоа до ден денес не видовме дека нешто се случи. А јас, како едно од моите предизборни ветувања, беше дека ќе се борам против сите форми на дискриминација и злоупотреба, особено на социјалните категории на граѓани. Како може да се дели одредена помош и да се прескокнува Црвениот крст на Република Македонија и да се дели помош по партиски списоци? Точно утврдени лица за кои што се очекува одредено гласање. Имаме многу, во Република Македонија е едно поле на кое што на секој чекор имаме кршење на основните човекови права. Многу е тешка вашата работа. Меѓутоа нашата е уште потешка. Сите овие луѓе кои што секојдневно имаат своји случаеви, лични случаеви, се обраќаат до сите нас. И на крајот, и вие, и ние, постапувајќи формално, со долги говори овде, ништо не можеме да им помогнеме, се додека не направиме одредени законски измени во вашата формална навидум функција не стане ефективна. Кога ќе почне владата на Република Македонија да носи препораки, да ги следи реагирањата, односно да ги следи вашите препораки, да дава извештај за својата спроведување на вашите препораки, кои што биле како такви. Понатаму во вашиот извештај има одредени аргументи за правото на детето. И морам да кажам дека изминатата година е една од годините во кој што можеби најмногу права на децата беа прекршени со корона кризата, со пандемијата, особено со тоа што огромен број на дечиња останаа без основно образование, заради тоа што немаше достапност на интернет до нивните домови, нема основни уреди за следење на онлайн наставата и со самото тоа едно од основните детски права, правото на образование, на овие деца им беше нарушена од самата држава. Јас сакам да ве прашам, каде да се бунат и како да поднесат представки ваквите случаеви, а ги имаме многу во Република Македонија, кога кршењата на основните права ги врши самата држава, односно ги врши самата влада. Затоа,
реков, дека она што мораме заедно да го иницираме е ефективноста. Се додека нема ефективност и нема сумирање на вашите препораки и резултати после известно време, се дотогаш ќе имаме вакви еклатантни кршења на основните права на сите категории. Понатаму, едно од можеби најгорливите за нас области на кои што и вие давате извештај е областа на работните односи. За жал, јас од оваа говорница би сакала да поставам уште едно конкретно прашање, а тоа е кога станува збор за работните односи, мислам дека како дел од анкетната комисија за заштита, постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, кој што е во рамките на собранието, сметам дека треба да има и представник на народниот правобранител или барем да биде повикан на сите овие комисии, затоа што еве морам да констатирам дека во 2 наврати овде во собранието имавме примери на кршење на работните, односно луѓе кои што имаат проблеми со работните односи, кои што поради политички притисок и политички реваншизам не може да се вратат на своите работни места и покрај тоа што не ги прекршиле основните работни процедури. И истите има барање да се одржи комисија овде во рамките на собранието. Меѓутоа, замислете, колегите представници на владеачкото мнозинство не удостоија со своето присуство и без нивното мнозинство едноставно не можеше да постапува оваа постојана анкетна комисија, која всушност е направена за вакви случаеви, каде што отворено ќе се зборува за политичкиот притисок кој што го трпат вработените во рамките на најразлични институции и тоа овие 2-3 примероци кои што ние или примери кои што ние тука ги знаеме и кои што доаѓале кај нас и кои што ни доставувале одредени документи се можеби единствени во смисол на тоа дека се многу храбри, па можат да истапат и да дојдат овде и да барат да постапуваме. Меѓутоа, кога ние тука сите заедно треба да зборуваме за заштита на основни човекови права и слободи, а кога владеачкото мнозинство и пратениците од владеачкото мнозинство нема да присуствуваат на таква постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на човекот, е многу големо лицемерие, кое што секојдневно го гледаме овде во собранието, особено од страна на пратениците од владеачкото мнозинство. И затоа ќе потсетам дека господинот Горан Јовановски од Тетово, господинот Кире Михаилов од Струмица, господјата од Лозово и уште многу други, Снежана, Виолета и уште многу други кои што секојдневно имаат притисок на своето работно место, треба да бидат пример, можеби за другите вработени, кои што не треба да трпат и треба да пријават кога им се прекршени нивните права од работниот однос и се разбира да одат до крај. Меѓутоа, во оваа држава во која што можеби се друго функционира, ама не функционира судскиот систем, едноставно немаат надеж дека на крајот ќе ја добијат правдата која што ја очекуваат и доколку бидат и од страна на Собранието на Република Македонија дискриминирани со тоа што еве не доаѓаат пратениците на вакви комисии, не можеме да веруваме дека ќе има правда за сите. И значи многу препораки, многу констатации кои што да, се точни. Секојдневно имаме примери такви. Повеќе во Агенцијата за вработување, во Македонски шуми, еве во Лозово,
ваша насока, односно сугестија, да го испрашате сето тоа и покрај тоа што можеби овие лица не се обратиле до вас, да видите за што станува збор, да дадете препораки и можеби заедно да се избориме со вакви кршења на основните човекови права, особено тука станува збор за работниот однос. За недискриминација, почитувана заменик народен правобранител, не можеме да зборуваме заради тоа што овде во рамките на Собранието на Република Македонија пред некое време избравме таа чувена комисија за антидискриминација, која што, замислете, се донесе без консензус од страна на опозицијата, не се донесе по никакви критериуми и покрај тоа што во тие пријавените кои што требаше да бидат членови на оваа комисија, имаше луѓе со импозантни CV-ја, луѓе кои што цел живот работеле на човекови права. Морате да разгледате и да видите како сега им е нарушено правото на оние кои што не беа избрани во оние кои што беа избрани и од каде го црпеше кредибилитетот оваа комисија да предлага едни за сметка на други, затоа што на крајот епилогот е целосно партиска комисија, а која што всушност треба да работи за антидискриминација, односно е суштинска, една од суштинските комисии за борба со дискриминацијата во Република Македонија. Доколку дискриминацијата се врши при самото бирање на оваа комисија. Еве, ова ви е уште една тема на која што би сакала да видите, затоа што и во рамките на вработувањата самите констатирате овде во вашиот извештај дека кога се врши вработување во одредени институции, најчесто се бират несоодветните партиски кадри и тоа никако да се искорени од нашата држава, односно од праксата на нашата држава, и на крајот се бираат подобни кадри кои што се најблизу до претпоставените во институциите, а на крајот кога ќе се заврши целата таа постапка и доколку некој пријави дека еве се случувала истата, констатацијата е дека раководителот или овластеното лице надлежно го има целосниот кредибилитет и целосната одговорност, целосното ексклузивно право да одлучува за тоа кој ќе биде вработен, па така и во овој случај во ваквата комисија за антидискриминација. Исто така сакам да ви посочам уште нешто кој што го забележав дека го пишува тука во вашиот извештај. Значи пишува дека на страна број 52 пишува токму за оваа комисија која што констатирате дека била крајно нефункционална претходно, затоа што не беше формирана и на граѓаните не и биле овозможени да ги остварат своите права и да поднесуваат представки за сторени дискриминации пред оваа комисија за спречување и заштита од дискриминација. Велите дека народниот правобранител од аспект на неможност за остварување на правата на граѓаните и нивната заштита од дискриминација искажува јавна критика. Јас сакам да ве прашам, заради тоа што можеби навистина немам видено, освен на вашата веб страна, дали народниот правобранител излегува во јавноста за да искаже одредена јавна критика? Сметам дека ова треба да биде поинтензивно, без разлика што народниот правобранител можеби е и одредена партиска функција, која што се изгласува во рамките на собранието од страна на владеачкото мнозинство. Без разлика, искажувањето на јавната критика кон оваа власт е една од основните функции на работењето на народниот правобранител. За жал, овој извештај е извештај од претходниот народен правобранител. Пред некое време избравме нов народен правобранител кој што допрва почнува да работи во својата функција. Меѓутоа, еве една сугестија од овде дека лицето на народниот правобранител го немаме видено во медиумите.
А да слушнеме јавна критика за функционирањето на власта е уште поневозможно, барем од тоа што досега го имаме видено. Значи, комуникацијата со јавноста и со медиумите треба да биде пофреквентна, почеста, не само на порталите и на вашите, и не само на веб страната, кој што ретко кој ја отвара. Исто така, дел од она што го давате како препорака во рамките на овој дел, значи од работните односи, оваа комисија за антидискриминација е измена на законот за заштита од вознемирување на работно место. Пред се со прецизирање на лице кое што може да се јави во својство на посредник во постапката, значи тоа е ваша препорака, е сега препораката од 2019. До денес оваа препорака, освен ние тука да ја видиме, нема прилика друг да ја види. Што значи, ваквите препораки, односно денес, во собранието, при разгледувањето на овој извештај, освен сите членови на владата, клучно и битно треба да биде министерот за правда, кој што треба да предлага вакви законски измени, затоа што ако не предложи тоа, ни треба ние да предложиме како пратеничка група или не знам, меѓутоа, министерот за правда е еден од тие кои што најмногу треба да ја слушне оваа дискусија и да иницира одредени измени на закони, особено кога станува збор за кривична, за постапките за работниот однос, кога станува збор за кршење, кога станува збор за правосудството и така натаму. Понатаму во делот на правосудството, морам да кажам дека Република Македонија е една од државите во кој што правосудството е на најниско можно ниво. И тоа не е само наша констатација, туку е констатација и на институции кои што се надвор од овој систем. Е сега, во извештајот, во вашите примени представки по области, гледам дека имате примани представки по области, најголем дел, со очигледно најголема ставка на представки е правосудството. За правосудството имате примено 639 представки, а може би втора по ова табела која што ја гледаме е потрошувачките права, понатаму работните односи. Е сега, во правосудството секојдневно се случува политички прогон. А вас тоа многу добро ви е јасно. Во исто време се случува судење секојдневно на одредени лица, кои што немаат време ниту да се подготват така како што треба. Од вашиот извештај гледаме дека вие како преку некој проект Народен правобранител, пријател на судот, присуствувате и можете да присуствувате на ваквите рочишта. Меѓутоа, што станува со рочиштата и што станува со судските предмети, кои што очигледно, на очиглед на македонската јавност се политички монтирани, мотивирани, до денес истите се одвиваат во рамките на нашиот суд. Што станува збор кога или што ќе се случи доколку после некое извесно време во судска постапка ќе се утврди дека некој бил бесправно обвинет, некој бил бесправно оцрнет, му бил уништен животот, му биле нарушени основните човекови права и гледам дека од страна на владеачкото мнозинство немаат интерес да ја гледат, да ја слушаат оваа наша дебата, затоа што очигледно е дека не им одговара тоа што им се зборува вистината право во очи, па не можат да слушат, меѓутоа добро, доволно е тоа што слушаат граѓаните на Република Македонија и сами ќе ценат. Значи, каде е соодговорноста? Мојата поента е дека да, не мешање на судство, обвинителство, односно не мешање на законодавна, извршна и судска власт, ова формално правно така би требало да биде.
Меѓутоа, кога гледаме мешање и влијање од страна на премиерот на државата во одредена судска постапка, кога имаме кршење на човековите права во рамките на судските постапки секојдневно, кога се обвинуваат лица и се судат и денес лежат во затвор лица кои што немаат никаква врска со одредено сторено кривично дело тероризам, што правиме во вакви случаеви? До кога ќе дозволиме Република Македонија да биде држава во која што не функционира ништо? До кога ќе мораме да се селиме од државата заради тоа што во Република Македонија ништо не функционира, а судскиот систем најмалку? Како ова функција на народниот правобранител ве замолувам да реагирате колку што можно повеќе, да упатувате јавни критики, заради тоа што вашата функција е таа, да упатувате јавни критики кон власта, заради тоа што ние немаме повеќе време за трошење. Во Република Македонија мора да настапат промени и тоа што е можно побрзо. Заради тоа што животи на луѓе се во прашање, основни човекови права се во прашање, а луѓето едноставно не сакаат, нашите колеги не сакаат ниту да слушнат што имаме да кажеме. Како и да е, јас во рамките на ова мое подолго излагање кажав она што мислев дека е најбитно, како апел до вас. Се надевам дека ова ќе биде последен пат кога ќе разгледуваме извештај кој што е задоцнет и се надевам дека одредена одговорност ќе има некој во Собранието на Република Македонија кој што не го ставил на дневен ред овој извештај, а во рамките на овие комисии, односно на оваа комисија, до сега расправавме закони кои што апсолутно се непотребни за усогласување со одредени постапки, за усогласување на името кој што го сменија, нели? И така натаму, а вакви суштински работи немаат време, немаат интерес да ги разгледуваат, бидејќи вистината во Република Македонија како заробена држава, хибриден режим, држава во која што не може да се поправат работите, не им одговара на членовите на владеачкото мнозинство на оваа комисија. Ви благодарам.